Спасен важи за еден со најостар јазик. Така. И сега, како би гледал јас тоа, не дека имам остар јазик, тоа е инстинкт на самоодбрана. Некојаш човек мора и да се заштити од сите оние напади, фрустрации кои што луѓето ги применуваат или едноставно сакаат да ги избацат од себе. Што можам јас да му наштетам на еден човек? Ништо. Можам само да му го разубавам денот и тоа доколку сака да ја слуша мојата музика. Точно, доколку не сака, далечинскиот управач кој го земи, ке смени канал и готово. Со ништо не можам да му наштетам, можам само да му го направам денот подобар и поубав и повесел, доколку тој го сака тоа. Не можам да разберам зошто луѓето имаат 5 минути да напишат некој лош коментар, наместо тие 5 минути да ги искористат и да кажат на некој те сакам. На некој од фамилијата, на некој да направат нешто добро. Јас ги разбирам и порталите. Порталите во ред, од тоа живеат. И мора да напишат некој си провокативен наслов. Факт. За да доживеат читаност и кликови. Ама и порталите мора да имаат граница. Дел од проблемот се и тие. Затоа што не се од решението. Ти горе кој ќе извадиш вон контекст таков наслов, може да го навреди човекот за кој го правиш интервјуто. Совесен човек треба да свати дека треба да го отвори и да ја прочита Ама, конкретно да приказна, па да донесе сам собствен. Ма јас сум имала такви. Ќе напише некој, па шо ми е мене гајле за неа. Да. Па што читаш? Па немој да читаш точно. Кој те прашува? Да, мене ми е фасцинантно јас. Да читаш. Дури да сакам да сум во Македонија, на пример да не идам да се селам као најголемиот дел, кој ќе ги отворам тие коментари доле на такви вести, кој ќе го видам народот како размислува и како коментира, си викам, боже мој, гледај со какви луѓе сме обкружени. А знаеш ми, од каде си? Влегувам во конверзација со човек. Јас сум од Дебар Мало, од татко ми, од тагам, од дедо ми, добро, викам. И сега ти си, викам, јас од Дебар Мало, живееш во стан од 37 квадрати, кој што си го наследил од татко ти, а татко ти го добил тој стан затоа што бил офицер во ЈНА. А ти на твои 48 години, без никаков просперитет, без никаква иднина, јас ти посакувам најдобра иднина, но сам не се вложуваш својата енергија наместо да ја трошиш во себе, ти ја трошиш во тоа што прави Спасен, што прави Андријана, што прави Кире Лазаров, што прави тој. Седиш, викам, во мрачна соба, играш PlayStation и таму тие кантер игрите до 4 наутро и кога ќе те фати, викам, депресија, како ја лечиш? Отвораш интернет, гледаш, не знам, таму на некој си портал за било кој, јас ќе се земам за пример Спасен вака така и ќе нема толку што си фрустриран, неисполнет со сами од себе си, издоле ќе напишеш лошар. Ножот има две острици. Мене ме интересира само тие луѓе кои коментираат, кои ги пишуваат тие коментари. Дали ако се работи за некој нивен член од фамилијата, еве ќе ставам конкретно, сум ставила некоја слика каде што сум во купач или било како. Кај мене автоматски ќе има коментар, одоздола недоличен коментар. Сега ми интересира дали истата таа слика која стави некој член од нивното семејство ќе биде со иста конотација или ќе биде на тета куклата или на мама куклата. Одам во село кај мене во Кичево, кај што работа татко ми и мајка ми, ја не се стравам, од таму сум излегол и секогаш кога можам им помагам. Ја земам лопата да и се сликам со лопата. И види какви коментари. Ова за време на короната. Така, тебе ти е тука местото, тебе ти е само за лопата, што мислеше ти кога земаше толку пари на свадба. Јас не сум ти ги зел со сила, бе, човек. Најглупавото прашање што ги имам чуено во животот. Со колку си спиела пред мене? Па со ниеден. Довено не спиев, не заспав. Од дрво се симна. Не, стварно не е во ред, мислам. Ако ти треба да се запршаш дали си сексуално компатибилен со партнерот, значи не си. Ако се запршам дали сум, значи не сум. Тоа се знае. Ако сакам јас страст, не ми ни треба и да се емотивно и сексуално испразнам, не ми ни треба некојаш партнерка, ќе си појдам во WC, пуштам порку и готово, ќе се завршам и исто и женските. Епа хелоу, дечки. Епа хелоу, ова му е Деженерис шоу, така? Ова му е како најава на Ивана. Епа хелоу. Епа хелоу, дечки. Хелоу, Нема дечки. водител, значи нема овде водител, ова е муавет, ова е подкаст и мора едни со други да се поздрави. Епа хелоу. Спасен, и како тебе ти си? епа Добро хелоу. вечер, дами и господа. Еве јас сакам да ги представам моите две прекрасни гостинки. А он пресема улогата. Може и така, ево гостинки сме супер. Може и така. Како си, Паце? Супер, како сте? Одлично, топ. Супер. Се чувствувам прекрасно во вашето студио. Нели, Розетко? Навистина супер амбиент. Колку ни е топ. Мило ми е што
гостувам кај мојата колешка во подкаст. И го сакувам успех. Фала ти многу. Да станам да си одам. Не, чека, па сега Јас имаме што да си не можеш да се кажеме. чувствуваш дискриминирано, но Не, бидејќи ние се знаеме многу од порано, А не отворивте темата одма на почеток. Ивана има обичај на старт да се отвори темата. Да, Повели темата Ивана. се усетив дискриминирано, ми исклучивте као да не ќе да се дружам со вас. И тоа е на правиме некој булинг. начин булинг. Да, оти сме иста возрастов дека Булинг. и тоа спаѓа у булинг. Така, значи денешната тема ни е булинг. Како што кажем, наша многу болна тема, мислам наша, обично на јавните личности, на луѓе кои се занимаваат со јавна професија, На јавни кои се личности изложени. како вас што се уште се нежни и ги зимаат здраво за готово секакви коментари и мислења, а јас сум оперирана од тоа. Значи не случајно сум јас гостин баш. Така е, ова е во овој со- подкаст. со цел, да. А знаеш, и пред некој ден гостував во една емисија каде што водителот ме најави вика Спасен важи за еден со најостар јазик. Така. И сега како би го гледал јас тоа, не дека имам остар јазик, тоа е инстинкт на самоодбрана. Некој Така. човек мора и да се заштити од сите оние напади, фрустрации кои што луѓето ги применуваат или едноставно сакаат да ги избацат од себе и нивните фрустрации да ги лечат коментирајќи за некои личности јавни без разлика во која област, дали музичари, спорт, култура и така натаму. Едноставно од мразата да се ослободат од себе и таа фрустрација, а да ја наметнат на нас. На нас. Да бидам искрен, јас на почеток, мислејќи дека сите размислуваат како мене, и тоа не може да го сварам некако, зошто да е тоа така, зошто да шириш омраза или навреди за некој кој што воопшто може би лично не го Не те познаваш. познавам, така. Секогаш треба книгата да ја прочиташ од двете страни, па да донесеш еден заклучок, а особено кога се работи за нашата сфера на делување, тоа е музиката. Јас секогаш тоа правам една компарација, ќе си дозволам да кажам пример со ќе земе политичарите. Знаеш како на нив исто ги критикуваат постојано, но Не, бе, зашо со средски. така, но ќе кажам да, но Кој смело што морам нешто да кажам да дека каже. можеби до некаде имаат право зошто. Сакав да ја направам таа компарација дали се оправдани тие критики и говор на омраза кон јавни личности кои што не делуваат во сферата на политиката, за разлика од оние кои што делуваат во сферата на политиката. Ние како обичен или луѓето како обичен како граѓанин својата иднина, својата економско-социолошка состојба им ја доверуваат на тие одредени луѓе кои што тие треба да се грижат за нивниот живот општествен. Дали во сфера на економија, во сфера на здравство или воопшто во општествена сфера. Додека ние Сакаш да кажеш дека луѓето- со тоа имаат право да оговарат или да не имаат критикуваат? право да критикуваат, Да затоа што тие го критикуваат. доверуваат нивниот глас на нив со цел, со очекување за подобра иднина. Затоа што некој треба да го води твојот живот. Твојот живот зависи од моменталната политичка состојба, Так. пример. Додека во нашата работа, конкретно за музичарите, што можам јас да му наштетам на еден човек? Ништо. Можам само да му го разубавам денот и тоа доколку сака да ја слуша мојата музика. Точно, не е Доколку приморан. не сака, далечинскиот управач кој го земи, ке смени канал и готово. Точно. Со ништо не можам да му наштетам, можам само да му го направам денот подобар и поубав и повесел, доколку тој го сака тоа. Јас не можам да му наметнам нешто со сила затоа што може да смени баш го кажа. Па да, и која е поентата тука? Фактички неговото секојдневие воопшто не зависи од ниту една јавна личност која што се занимава со музика, со спорт, со култура и воопшто од тие сегменти и од тие сфери, и затоа мислам дека покрај тоа што неочекувано се сретнуваме со такви секојдневни ситуации на говор на омраза, на навреди кон јавни личности, сметам дека е и неоправдано во нашиот случај. Јас никогаш не сум можела да се помирам, еве колку 20 години негде функционирам на сцена, на јавна сцена. Не можам да разберам зошто луѓето имаат 5 минути да напишат некој лош коментар, наместо тие 5 минути да ги искористат и да кажат на некој те сакам, на некој од фамилијата, на некој да направат нешто добро. Како, зошто кога нешто не те интересира, точно што го кажа Спасен, само малку да го образложам. Кога пишува на некој портал,
Значи, тие го читаат насловот. Насловот е напишан за да се кликне тоа да се отвори. Точно. Насловот нема врска со текстот, тие го коментираат насловот. Нити прочитале што пишува за мене или за него или за било кој и коментира: па ти ми е гајле мене за ова ме разбираш, многу лоши критики. Јас ги разбирам и порталите. Порталите во ред, од тоа живеат. И мора да напишат некој си провокативен наслов. Факт. За да доживеат читаност Факт. и кликови. Ама и порталите мора да имаат граница. Дел од проблемот се и тие, затоа што не се од решението. Ти горе кој ќе извадиш вон контекст таков наслов, може да го навреди човекот за кој го правиш интервјуто. Совесен човек треба да свати дека треба да го отвори и да ја прочита, Ама конкретно да Ивана, приказна, па да донесе сам собствен. Јас сум имала такви заклучок. интервјуа кои тако од контекст ми било извадено интервјуто горе со тој еден наслов. Тоа. Што дури да не бил насловот, може ќе биле поблаги коментарите, затоа што 90% нема ни да го прочитаат целото интервју. Па тоа кажа, тоа го кажа. Коментарот. Значи самиот портал влегува да биде дел од проблемата, не од решението. Во ред, еве, сега значи зборуваме за насловот. Се случило да имам наслов, нели мојата животна приказна, каква и да е, не е добра, мислам, не е добра. Има многу Не е трагични лесна, настани во имала мојот тежки живот, моменти, да. така. Насловот беше баш тој, ја изгуби мајката, го изгуби братот, ова она. Ставена слика од мој настап, не знам, некое снимање беше новогодишна емисија каде што сум со деколте. Така. Значи, никој од тие коментари кои ги прочитав јас не беа поврзани со текстот што беше на макар и порталот. сочувство да изрази или да... Туку ја коментираа сликата, како не, мајка ти ќе се срами од тебе, не знам како. Види, нити нема причина за такви коментари. Мене тоа не ми е јасно. Зошто луѓето толку омразаат? Или ќе напише некој: па шо ми е мене гајле за неа. Да. Па што читаш? Па немој да читаш точно. Кој те прашува? Да, мене ми е Нема фасцинантно потреба јас. да читаш. Дури да сакам да сум во Македонија, например да не идам да се селам као најголемиот дел, кој ќе ги отворам тие коментари доле на такви вести, кој го видам народот како размислува и како коментира, си викам: Боже мој, Дали е со можно? какви луѓе сме обкружени. А знаеш што ми е смешно, зошто? мора да го кажам, без да се навреди никој ни од нашите гледачи, а уште почудно ми е, некој си портал пишува за некоја личност, не знам, далеку од светот, што ние немаме воопшто никаков пристап. И глед, читаш доле коментар, као во прво лице еднина, као и се обрека: а ти мори, тебе не ти е страм. Да. Ти така гола шеташ, са и пишуваш ти на Кардашијан. Анджелина Джоли ќе зема ќе прочитаат. Ќе земе Да. Джоли, ќе чита коментар. Зошто си губа времето? Не знам, бабе, знаеш како? Јас секогаш викам, пример, вие од провинција, пошто јас сум од Кичево. И такви А никој тука не е од Скопје. Стално такви навреди читам и затоа она што кој што се збори за мене, имаш остар јазик, немам остар јазик. Јас само го зборувам тоа што мислам дека е во право, а не го зборувам тоа што луѓето сакаат да го слушнат. Луѓето се навикнати секогаш да го слушаат тоа што на нив им одговара. Така. Јас како им одговарам? Човек кој викам: да, јас сум професионалец, но фала му на Бога, сметам дека сум успел до одредено ниво во областа која што јас ја сакам, уживам во работата и која што сметам дека никогаш не можеме да го достигнеме ние небото на успехот, секогаш може да пливаме само напред да грабаме колку можеме, тоа зависи од нас индивидуално, од нашата способност, од нашата фантазија, нели човек е добро и да фантазира некогаш затоа што фантазијата ја поthранува свеста, па свеста и подсвеста те мотивира за работа и така натаму. Викам: ти си од каде си? Влегувам во конверзација со човек. Јас сум од Дебар Мало, од татко ми, од така, од дедо ми, добро, викам. И сега ти си, викам, јас од Дебар Мало, живееш во стан од 37 квадрати, кој што си го наследил од татко ти, а татко ти го добил тој стан затоа што бил офицер во ЈНА. А ти на твои 48 години, без никаков просперитет, без никаква иднина, јас ти посакувам најдобра иднина, но сам не се вложуваш својата енергија, наместо да ја трошиш во себе, ти ја трошиш во тоа што прави Спасен, што прави Андријана, што прави Кирил Лазаров, што прави тој. Седиш, викам, во мрачна соба, играш PlayStation и таму тие кантер игрите до 4 наутро и кога ќе те фати, викам, депресија, како ја лечиш? Отвораш интернет, гледаш, не знам, таму на некој си портал за било кој, јас ќе се земам за пример Спасен вака така и ќе нема толку што си фрустриран, неисполнет со сами од себе си, издоле ќе напишеш лошар. Точно. Ама и ако вите знаете ама што си профилот постигнал ти како човек за себе со тој коментар?
Мене тој коментар не може да ми промени ништо. Ама зошто Јас вас не не ни го погодуваат регистр- такви коментари кога знаеш од какви луѓе доаѓаат? Во овој момент воопшто не ме погодуваат, но имало периоди кога ме погодувале, тоа беше на почеток пример на мојата кариера, кога размислував, кога мислев дека сите треба да размислуваат како што мислам јас, дека на секој човек треба да му се восхитуваш на успехот и да земеш за пример како треба за да станеш успешен ти стварно си човек фантазираш. во својата Ти си професија. фантазираш стварно. Мора да имаш, јас во идоли не верувам, затоа што Господ Бог вика немој да ствараш идоли, идол сум само јас. Но тие идоли може да ти биде репер, за пример. Нели имаме семинари каде што најуспешни луѓе во светот на бизнисот или на политиката или на шоу уметноста, Джеф Безос, Бил Гейтс, говори држат, семинари како се станува успешен човек. И зошто да не земиш пример од таков човек? Можеби нешто ќе купиш, можеби се не е тоа вистина, за да бидеш успешен постојат и сплет на околности, постојат и лични индивидуални капацитети, секако зависи и од интелектуалната способност. Некога зависи од игра на судбината, можеби. Но сепак, послушај го, бидејќи сепак човекот е успешен, можеби ќе ти користи И во Джеф животот, Безос да дојде кај нас да збори, исто ќе речат, ти ќе ми кажеш, имаш исто доле коментари на Токму вести. тоа не го Кој си ти да ми кажеш, зошто кој сака да биде нека? тоа така. Човекот дошол да ти го понуди она искуство кој што тој го стекнал во текот на својот живот и тоа искуство го направило успешен. Ти како неуспешен човек, доколку имаш амбиции да станеш успешен, пробај да научиш нешто или да купиш од неговото. Ако не воопшто, ако не те интересира, немој да го слушаш и Джеф Безос. И мене, кога ја биравме темава за разговор, и уште один денеска ми е мистерија како ти маче. Виќе кога сме сите паце маче. Јас да не сум пресериозен за темава. Не, таман си. Не, со Адриана кога зборувавме, ја гледам како се уште после толку години Јас се во овој уште се бизнес, борам. Се уште ја погодува, се уште тебе ти е криво зашто некој пишал И така. ден денес. Се уште го мислиш што ќе пишат, што ќе искоментираат. Самиот подкаст кога почнеме да го Точно, работиме, прво тоа. кога прифатив да го работам овој подкаст заедно со неа, тоа ми беше кога разговаравме. Леле, луѓе, не можам веќе да ги читам коментарите. Не можам сега сака да се префрли од ова во ова. Леле, сега ќе отворам уста на луѓето да зборат или било Знаеш како. зашто и понекогаш тоа не боли и уште и сега Не после можам толку да време се искуство? помирам. Затоа што човечката психологија може лесно да се контролира. На кој начин? Затоа постојат пиар, пропаганди и така натаму. Една лага повторена повеќе пати станува вистина. И секогаш читаш нешто што не е вистина за тебе, го читаш повеќе пати, а тоа влијае врз нашата кариера. Одредена категорија на луѓе кои што го читаат тоа, мислат дека тоа е вистина и го менуваат мислењето за тебе, а Точно. тоа нивно негативно мислење нормално зависи нашата Точно. нашата Дали работа, дали нашата вистина функција. мислам дека мислам добро држи вода до некаде, ама сега тие коментари не може тебе да ти прават удел на кариерата, да ти го земат талентот. Нема Не може талентот да ти го земат земат, талентот, да. но ќе се направи едно негативно Точно. јавно мнение или мислење за одредената личност за која што се пишува и таа личност секако дека има тука негативни последици врз својата Точно. кариера. Точно. И јас еве и ден денес колку години функционирам, и ден денес јас не можам да се помирам со тоа со било кој еден лош коментар кога знам дека не е така. И ден денес се трудам да се докажам, што е најлошо. После толку години јас се трудам и ден денес да докажам дека не е така. Додуше никогаш не сум била да пишувам на Facebook да се објаснувам, меѓутоа најверојатно сама со себе се борам и цело време се борам и на крај, еве, 40 години, веќе 41 ќе правам. Сега некако почнувам да сваќам дека стварно ми влијае на психата, значи ми ја намалува самодовербата, тука се осеќам слаба, што не можам да се докажам јас пред народот дека уствари не е тоа, еве, ќе тргнам од Кеш. Од кога ја снимив јас песната Кеш, јас станав Адриана Кеш, што немаше никаква допирна точка со мене. Значи јас сум излегла пред да ја снимам пеев во Битола, пеев забавно, ме разбираш, немаше никаква допирна точка. И сега, од кога ја снимив Кеш, сите некако го сменаа мислењето, тоа збораме. По коментарите, која ова спонзоруша, ова ваква, ова таква, по коментарите сите имаат створено некое мислење за мене дека јас сум таа што е песната пеене за неа.
Ама тоа е некоја генерална маса на луѓе. Генерална маса што не го не е. разбираат ниту Значи, бизнисот, како кажа, ниту... да, ама во глобала ние работиме за тие луѓе. Ме разбираш? Генерално таа минорна маса на луѓе произлегува таа негативна енергија, негативна конотација и сегогаш негативното се шири побрзо од позитивното. Луѓето да чекаат да слушнат нешто негативно. Точно. И за тоа да се прошири како пожар во борова шума. Точно. А тоа влие Ама сето врз успехот на една јавна личност. Познативе личности што имаше на еве Ким Кардашијан ќе става. Мене ми тикнува, или како почна почетоците на таа жена, таа девојка, нели со порнич се прослави, толку беше негативна фама околу неа, негативни коментари, никој не ја сакаше од познатите, водители ја навредува, интервјуа, остај публиката што нели пишеш, еве вие денеска жена вака. Види, јас сметам дека секој е за нешто добро. Се има и плюс и минус. Добро, Не викам дека е добар пример за тој дел за Системот на моралност. вредности е многу поразличен Да. во таа држава каде што живее функционира. Ама не мислам дека било кој да, ако ти слушаш што зборуваат за тебе, само ќе треба да се откажеш од таа професија. Па види, ние сме најверојатно многу јаки. Јас него го знам многу добро и знам како тој сам со себе се борел со тие коментари, исто како и јас. Меѓутоа, пак ќе кажам, не ја разбирам поентата. Што тој што го пишува коментарот, дали си ја рани душата, дали кога ќе го напише тој коментар, ете сега видиш што му напишав. А доколку му То не го говориш разбирам. уште повеќе. Да, и уште повеќе му даваш Не, повод. тоа ми е мистерија, ама тоа ми е, знаеш, истото ми е како ќе се соберат луѓе, место да си прават муабети за идеи, за како ти е животот, кога оговараат. Истото ми доаѓа. Која ти е поентата да збориш лошо за некој. Него Како си ни викаше еден многу познаваш. познат филозоф и тоа вика во овој момент со произлегувањето на интернетот имаме наплив на идиотизам на социјалните мрежи. Зошто? Затоа што секој Има пристап Има на пристап. платформа, да се секој каже. оној на кој што неговиот збор не му се слуша ниту дома, не го почитува ни сопруга, ни жена, ни деца, ни мајка, ни татко, дури ни во кафана со чашка пиво не може да си го искаже своето мислење затоа што не е вредно. Сега има можност, постои Неговите 5 минути. Благодарение на интернетот, своето мислење да си го искаже на интернет и има можност да напише коментар било каков и било каде. Исто. Вие сте малце попогодени, точно затоа што повеќе се коментира. Многу сме се изложени пишува, на се такви изложени. коментари. Кај мене, например, ситуацијата друга што ја од 6 годинки сум влегала во овој јавна професија. Значи ја имав точно 6 годинки кога почнав емисија на радио, 9 годинки кога почнав емисија на телевизија. И сега булингот баш од твоја возраст, децата на таа возраст која биле, не знам, кога сум била 8-9 години, јас се сеќавам, ми криеле патики на физичко, тренерки, знаеш, те малтретираат децата од клас со тебе, што се затоа што која си патин или да си нешто што те има повеќе од на нив. телевизија или Да. повеќе од нив, Љубомората е страшна ама болест. истовремено, ја како дете, затоа што ти е дадено толку многу внимание, не сум таа беше гледана емисија, и јас сум била облаци тогаш. Не сум ни била јас да речеш браво Ивана, скромна си била, јас станав некој друг карактер, ама дете си уште се пронесира. И ми уште текнува на димакот што го добив по емисијата за сладоледи, па цел град ме викаше така, плачев, се нервирав затоа што си дете. Сега дали ја тоа го поминав на 9 годинки, 10, па после си реков сега на пример, сега немам плачано за некој коментар или да читам или да ме погоди години, не дека не пишувале, ама нему се веќе не го чувствувам така. А на пример, ја дури шлаканица сум добила, као што ти понашаш на телевизија, се правиш важно од 4 години девојка постара од мене ми влепи шлаканица у школа, ме разбираш, као зашо ти си на телевизија. Не ми беше јасно тогаш тоа. И од тоа некако ми се створи таков дефензивен механизам, што сега вас која ви викам не треба да ве погодува. Да, буквално мене тој одбрамен систем не ми дозвола да ме погодува. Јас сепак мислам дека и до човекот и до карактерот на човекот. Се зависи од емпатијата која што ја поседува одреден човек, а најповеќе од емотивната интелигенција. Еве сега да не звучам грубо можеби, кога си видела
човек да пати од депресија или анксиозност кој што низок коефициент, со Нема. низок на интелигенција. Ова не сум истражувала, стварно не знам. Да, нема, Тоа нема. се Нема. Не се замарат. научни истражувања, затоа што оние луѓе кои што имаат емпатија, кои што знаат што е љубов, кои што сочувствуваат со сите проблеми со останатите луѓе, оние луѓе кои што имаат навистина чувства и емоции не само кон себе, туку кон сите останати, кон нивната средина, кон нивниот круг на пријателство, па дури и кон публиката, тие луѓе се најемотивно ранливи. Тие луѓе имаат најголема склоност да паднат во депресија, анксиозност, па и да делуваат така на соодветни навреди и на коментари, бидејќи ги боли, затоа што се емотивни. А во денешно време, ако си емотивен, си наивен. А ако си наивен, Си тогаш глупав. Да. А луѓето не го разбираат тоа дека не си глупав. Всушност ти си многу паметен и интелигентен. Но твоите емоции реагираат на тој начин како што си така воспитан, тука има големо влијание и во своето фамилијарно семено воспитување, нормално средината во која што си пораснат, за да ти делуваш така многу меко и многу конкретно со сите тие луѓе. А всушност тие те гледаат као овој Не знаеш наивен како или глупав. ножот има две острици. Мене ме интересира само тие луѓе кои коментираат, кои ги пишуваат тие коментари. Дали ако се работи за некој нивен член од фамилијата, еве ќе ставам конкретно, сум ставила некоја слика каде што сум во купач или било како. Кај мене автоматски ќе има коментар, одоздола недоличен коментар. Сега ми интересира дали истата таа слика која стави некој член од нивното семејство ќе биде со иста конотација или ќе биде на тета куклата или на мама куклата. Пак ќе се навратам. Дали размислуваат дека тој што го чита коментарот има чувства или дека има фамилија и дека неговата фамилија, дека некој ќе повреди со тоа. Дека некој еве јас ќе се ставам конкретно, нема да спијам ноќе и ноќе зошто така мислат за мене или било како. Тоа не значи дека јас сум глупава или не знам. Мене едноставно ме боли размислувањето, секој различно размислување, не дека сите треба да бидеме исти или дека секој треба да ме сака, далеко од тоа. Нити е можно да те сака секој да мисли. Па и не е нормално и не е природно секој така, да те сака. Не, меѓутоа Кај нас не постои средина помеѓу мразам и сакам. За разлика од останатите земји во светот, постои средина. Ниту те сакам, но ниту те мразам. Едноставно, ако не ми одговараш, те игнорирам, но не те мразам. Исто како Зошто те мразам? Ке се навратам на еден текст од Тоше Проески. Што е тоа во луѓето тажно? што живеат Живеат во животи туѓи. Јас сум тој што сум, за себе сум. Ако сум недобар за себе, последиците јас ки си ги сносам. Точно. Јас не влијам, како што кажав на почетокот, врз животот на ниту еден останат. Јас живеам врз, можеби делумно, врз животот секако на моето семејство и на оној менаџерски тим кој што е околу мене во работата, на мојот бенд, оркестар, затоа што ако пропаднам, јас ќе пропаднат до некаде и тие, можеби секој ќе успее после на индивидуален начин, но сепак сме поврзани помеѓу себе на некој начин. Но што го интересира некој кој во живот не те ни видел, не те ни познава лично? Јас сум имал примери, еве ќе земам име, јас лично сум се расправал, сум влегувал во конфликт, да го наречам, конверзација или во полемика со луѓе, ете така на интернет, за мои други колеги и колешки, сакајки да се направи добар пред мене, ќе ми рече, еве пример, ќе си дозволам, ќе ја земам Андријана, ќе види заедничка слика, моја и од Андријана, ќе објавиме и во коментар ќе напише кај мене во порака, ова кај си за слика, со пример, земам сега. Да, и викам, чекај бе, зошто викам така ја навредуваш ти неја? Ама знаеш, ја познаваш ли ти лично? Не. Си ја видел ли некогаш лично? Си пиел ли кафе со неја? Си разговарал ли некогаш? Не. Па зошто викам имаш такво негативно мислење? Немаш право. Немаш право да дадеш негативно или било какво мислење кога не ја познаваш. Ама и да пиела кафе, не може да рече ваква е така, тоа е негова мислење. Имаш тоа не право е само така, да точно? коментираш во однос на незиното пеење и во однос на незиниот Тука се работи за вкус стил веќе. на музика. Да. И имаш право да не ти се допаѓа, Точно. или да ти се допаѓа. Тој стил
и вкус на начинот на кој што таа ги интерпретира незините песни. Се друго, за личност, како индивидуа, како карактер, немаш право да говориш затоа што не го знаеш не ја човекот. познаеш личност. Зошто си дозволуваат така да коментираат? Јас тоа не можам да го разберам никогаш. Никогаш. Точно она, не ми е криво што коментираат, него зошто баш тебе? Да, ма има. Сега пак е Зошто? ножот со две острици како шубава рече, затоа што ако не те коментираат, нема да си актуелен, ќе те снима, нема да се Тоа е бара. тоа. Ако те коментираат, па може нема да се допаѓаш, значи никако не си. Меѓутоа ќе се сложам со вас дека најлошото нешто што сум го слушнала за навредување, говор на омрзо кога станува збор за јавни личности, е као па у шоу бизниса. И па шо ако у шоу бизнис човекот, жената? Шо ти дава за правото ако он работи Точно. јавна професија и ти Таја се нафатила да го работи тоа, сега нека си трпи. Како е Зошто тоа морам да се трпам? трпи? Ама на кој сум му зела нешто на Апсолутно, сила од дома значи- или сум направила нешто, точно го кажа Спасен тоа. На никој ништо не му правиш. Ворете да се коментира. Меѓутоа, ако ти како личност мене не ме свиеш, не сакаш да ме Јас гледаш. секогаш со задоволство ги прифаќам критиките, но критика Ама треба кога е конструктивна. конструктивна и објективна и од личност која Која што ти е значи. барем на твое рамниште или повисока, во она во кој што го работиш. Не може некој да те гледа цело време ни снајпер, а всушност појма нема од тоа што ти го работиш. Како да го критикувам јас хирургот кој што оперира таму мозок или не знам што, дали знае или не, а ја појма немам што е тоа. Да? Така исто јас. И секогаш сакам и кога пеам или кога снимам песна, секогаш си земам за право да се обратам кај колеги кои што ги чувствувам за многу реални и многу блиски, пред да ја пуштам во јавноста, песна да побарам мислење дали е добра, дали не. И секогаш им викам, немој да ми ги кажеш позитивните страни, кажи ми ги што недостасува во тоа, да го прифатам за да ме направиш подобар. Не чувствувам никогаш конкуренција. Не дека сум јас најдобар, далеко тоа, има многу и подобри, тука се работи за вкус. Може да кажеш, јас сум најдобар, знаеш каде? Во атлетика на трчање на 100 метри, ќе му кажеш на Усеин Болт, застани на линија, јас сум подобар од тебе, и ќе видиме кој ќе истрча. Таму има репер и мерка за мерење на најдобар. Тука нема, се работи за вкусови и легитимно е на некој да му се допаѓа или да не му се допаѓа твојата песна или твојот стас или било што, но тој човек треба да е конструктивен и објективен и од која висина, од кој пиедестал тоа го коментира. Затоа што 90% од сите коментари и позитивни, оние кои што ги даваат позитивните можеби се пристрасни кон тебе, а тие што ги даваат негативните можеби се изфрустрирани или имаат аверзија поради си не знам која причина. Која Точно. причина. И мене ме е многу важно и начинот на кој ќе го кажат. Например, не дека тие коментари не секогаш држале вода. Конкретно во мојата ситуација, која работев на емисија во телевизија, во еден период кога бев многу болничка, сега не можеш веќе не дебел да кажеш со ова боди позитивити. Не, јас сум против гојазност, значи не е добра за здравието. Сега во тој период, рецимо, од сега плюс уште 20 кила плюс сум била. Камерата секогаш додава 5 килограми минимум, ја тоа не можам да го објаснам на луѓе. Да. Значи кога ќе те види човек ќе ти рече па поситна си, знаеш. Камера те прави покрупен и подебел. Али не дека јас сега бев слабичка, па камерата ме правиш, викаат, Да. камери да не те снима. Ама, значи, и сега целиот тој муабет околу таа емисија не се врти каква е емисијата, какви се гостите, нема ништо околу емисијата, него водителката е дебела водителката. И они се во право, водителката е дебела. Значи, јас во тоа време имам покачена килажа, не водам сметка за себе, не вежбам. Меѓутоа, кога читам ја и водителката е вака, онака, свиња, ова, навредите, и те имам друга перцепција имам на себе. Јас се затварам и си викам, Па тоа го кажав јас пред малку. Кажи го пред тоа Добиваш што треба, кажи го, деморализација. кажи го смисла добра е емисијата, меѓутоа би било фино ако водителката поработи малце на здрав живот или водителката не мора да ослава, нека го смени начинот на облекување, значи Не, и тука има нешто. Зошто е водителката дебела? Може би има здравствен проблем. Значи никој не знае кој уствари носи ги моите чевли, па после имаш право да ме звориш. Кај нас секојаш те гледа насмејан, пристојно облечен, пееш, се веселиш и луѓето мислат дека Животот ти цвет. животот никој не ја гледа како што кажа Животот ти е Андријана песна. позадината на сето тоа. За ти да дојдеш Да. до одредено ниво да забавуваш одредена на маса на луѓе. Ти знаеш колку и физички и психички
подготовки и кој терете сето тоа. Ти не си станал од спиње, земам микрофон и денес сум пеам, заработувам и уживам. Не. Тоа се години работа самиот на себе и во однос на стајлинг, и во однос на музички квалитети, во однос на музичко образование, во конкретниот во нашиот случај. Сите имаме, никој не е совршен. Имаме проблем здравствени, имаме проблеми во фамилијата, во семејството, во бракот, но ти мора да излезеш, твоја одговорност е тоа да бидеш насмејан и таа позитивна енергија да ја префрлиш кај луѓето. Да. А никој не се прашува за тоа. Да, и колку пати сум слушнала што е твојата работа? Имало моменти. Облечи се, дотерај се, и пеј си, земи ти е на тешко. шминкај се и топ ти, земи си микрофонот и земи си пари. Чекај бе луѓе, дали мене ми се пее прво? Дали мене ми се десило во животот на такви трагедии и јас сум собрала храброст да пеам за да го ставам тој дел малку настрана да се вратам во живот. Значи луѓето не знаеле дека јас имам такви проблеми или било како сум стигнала до таму, него те гледат да насмејана си. Колку пати сум одела болна, колку пати сум одела со вртоглавици, со болки во стомак и секогаш сум била насмејана. И затоа луѓето имаат и таква перцепција. Да, вие само ќе се дотерате, ќе се нашминкате, тоа ви е животот, супер, вие само Тоа ти работата, мораш да беше смена. Јас сум- Кај си видел пееш да пее, извини, спасен, кај си видел пееш да пее и да плачеме, разбираш, како шо. јас и спасен. Јас Ама сум- не, Спасен јас колку сум- плачи. Па ти немаш појма. Јас сум плачко Спасен, така. ја да да, дојдам да. кафана. Ти немаш Па ќе појма. си поплачеме. Ма ти немаш заедно. појма. Јас сум плачко, емотивен сум, не знам и да не ги познам луѓето, можеби кога ќе видам некој таков момент, доаѓа невеста, родителот незин плаче од радост, нели, јас го грам и плачам и групата поза, шо плачеш бе, вика? Да, не да, знам, вика, плачи ми е многу жал. пат, многу. Или песна ќе ме погоди, си плачам. Најтешкиот момент. Си плачам. Да, си плачам. Си плачам, поплачам. И тоа коментари И си ги поплачам. добивам често, сниман сум на настави кај што плачам. Оди тамо плачко, плачам. Истинските мажи знаат да плачат. И солзите од мажите, верувајте се, многу поискрени од Апсолутно, солзите. ние од мали сме научени да на плачеме жените. кога сакаме. Најтежок период Глума да не ме студирано, Имам маче. талента да плачам, Се да извинувам. плачам кога сакам, затоа си реков. ќе си дозволам да кажам дел од моето минато. Андријана запозната е со многу работи за мене. 2017 или 18 година одам во Австралија и се сликам, не знам, Опера Хаус или не знам каде, а јас всушност сум најтажен во мојот живот. Најду во Австралија да бидеш најтажен. Најтажен во Нема мојот врска. живот. Во, Шегу. во таква, да ја наречам депресија, не знам, толку ми беше тешко, одделен од фамилијата, тоаш дечињата ми се родија, мали не ги гледав, пред тоа бев неколку месеци во Канада, па во Америка, па од Америка директ Австралија, ја викам не можам. Ова уште тука 2 месеци да седам, не можам да издржам. Го молев менаџерот да ја откажам турнејата и да се вратам во Македонија. Како ќе откажеш, вика, тука се е закажано, концерти распродадени, публика те чека. Го земам микрофонот на тонска проба, да почнам да пеам, ја отворам устата и солзи и буквално паѓам на пот. Не можам, викам, немам енергија, не сум јаден 2 дена, 3 дена, не можам да ви опишам каква тежина. Кога би можел таа тежина да ја извадам од себе што сум ја чувствувал тогаш, би го заразил половина свет, ако ништо повеќе. Јас Види, сум построган. Но за такви луѓето кога ќе те работи. гледат блазе си му, Јас сакам тој си е во затоа што Австралија, од тој генерации ужива, тој патува, тој лета. на тој- печалби оделе, значи се случувало, ставале фамилии си за на печалба. Секоја работа е тешка, апсолутно не постои лист на работа што и да Дефинитивно, работиш. дефинитивно. И апсолутно ако човек викам јас, ако се фатил за орото, ќе го играш. Оти се фатил за орото. Ако усетиш дека не можеш, се пушташ и Говориме во контекст Се на тоа стргаш. дека не е се лесно. Дека ја и кажав, ние не е имаме ништо моменти лесно. кога што мора да го работиш нешто. Меѓутоа- а всушност не може. Сега тоа зависи индивидуално, повторно ќе кажам, некој можеби подсврс на карактер, на срце, на темперамент. Јас сум емотивец, иако изгледам Тоа Така, сакав да ама Ама кажам. никој не му дава право да те навредува од Точно. било што е. Оти се приближуваме при крај, јас сакав само со само што Адријана да почна ја да чекај. прашам. Брзо оди време. Не, кога веќе зборуваме за навреди говорно образ, имам приметено посебно во твојата професија, и баш еднаш го правев муабетот за сликен или ги тргнав сликите кај што сум поголо облечена другите. И јас сум го правела истото. Не знам Спасан дали ги се мислам дека на жените повеќе удрено
за навреди за тој контекст. Знаеш, као, Да, види да, како да. се облекла, види Па види, гола, сигурно види ова. него нема да го коментира за изгледот, него ќе го коментира за понашање или за не знам. За подошници. Ама мислам За подошниците или било како. Кај Ама жените мислам има дека многу. ти како жена, посебно у професијата твоја во музиката, дека најмногу си намета за такви работи. Си не само мојата професија, него секоја Сега, јавна секоја. професија и водителка да е. Јас знам и Дефинитивно жените се повеќе намета за повеќе оговарање. намета. Но тоа може да биде во некој со помек речник. Кој помек, знаеш како Може коментари сум читала. доколку некој навистина Сум те читала сака, и јас. може и да ти пише и во инбокс, зашто читаат сите. Андријана, извини, Не, прекрасно си, според- прекрасно пееш, но би било културно малку да се облечиш попристојно и така натаму. Ама кој Басен, кој е право? Кој е право? Говорам Кој е за право? некој Кажи твој како може да би се близо, облече. човек кој што те почитува Точно. или твој Јас обожавател. близо, кој му дава Види, право јас да ми сега каже? тоа кажам, јас на 40 години можеби сега некако го сваќам тоа или се опуштам или веќе не знам или сум уморна од се она што го собирала толку години. Меѓутоа сега стварно сваќам дека никој нема право да го коментира твојот живот. Стварно нити сопствениот брат. Брат ми мислам, има право, нормално, брат ми е најголемиот критичар мене во животот и за добро и за лошо. Меѓутоа, јас не можам да го живеам животот како што тој го замислил за мене. Не е возможно. Нити тој може да го живее неговиот живот како за него. Секој си имаме некој правец, ворете да се придржувам и ворете да прифаќам критики точно од некој кој ти е многу близок и кој го мисли она што ти го збори. Значи, точно брат ми ме знае, точно знае и кога сум го почнувала, и кога сум ја почнувала мојата работа, јас им кажав, јас знам каде влегувам, додуше не бев спремна, искрено кажано, меѓутоа веќе од кога влегов во тој бубањ, Ама што и го брзо се викаме, случи. многу брзо се случи, кај мене експресно се случи, значи ме немаше и наеднаш од кога се сними кеш, јас бев толку многу неспремна за се она што следува, не знаев каде ме носи патот и имав поддршка од многу колеги кои ми кажа ти она што си го направила сега, луѓе се трудат години да го направат. Имав многу негативни коментари кои во тој момент можеби затоа што бев неспремна, се уште ме држи тој момент. Неспремна ме фатија, не знаев што да очекувам, не знаев дека така ќе биде. Значи од некоја Адријана Ацевска забавњак кој пее, кој топ, сите свирки се топ, снимаш Адријана Кеш. Вау! И во тој момент, значи јас снимив Кеш, Гавазова ја сними Доктори, некако нов стил на музика се направи, на луѓето му беше невидено до сега нечуено, мислам нечуено, кај нас. Нешто ново. Нешто ново, точно. И се дадоа за право да го коментираат текстот и да ме споредуваат со текстот. И јас не бев спремна, буквално. И денес се борам со тие коментари, меѓутоа немам веќе сила да се Ма докажувам. не треба веќе. Не треба веќе. Сега сваќам дека не ни треба, меѓутоа како да ти кажам, боли секој коментар. Абе, јас И ги колку и да направам- си дебелокожец, И на Кој ќе крај. ти купам една јахта од сите пари што Не е ги направи така, од Ивана. јахтата горе ќе ги читам коментари ќе си Знаеш како и на поплачам. крај, на Боли. земјата имало еден човек кој што бил безгрешен и тој човек пред 2000 и нешто години го распале на крст. Што е уште потрагично, и сега да се врати повторно истиот тој исто ќе Бого биде. човек, има многу луѓе кои што повторно би го распнале. Точно А тој така. го дава животот за сите нас. А па не да не расплат нас, мене, Андријана, другите или така натаму. Па ние не сме безгрешни. Ја тоа го разбирам. Никој на планетата не е безгрешен. Многу е битно грешките да не ги прави со намера. Така е, да бидеш добар човек. Само ми го речете место да потрошам 5 минути да Да, кажи може на мене некој да не ми се допаѓа некој како е облечен, некој што Во однос од зборува, нашето однесување, ја говорам од наша гледна или точка. однесувањето на некој, ама Или- не гледам причина да му пишам доле колку си глупав или гледа каков си. Ќе одбегнам. А сега можам Значи, ќе бидам малку груб. Па нормален човек не би пишал така. Да, реално да, зошто? Кој се- Зошто? Нека биде. Јас Слушај. имаше момент тоа што го спомнав пред малку на порталот кога беше напишано за мојата судбина. И баш ги отворив коментарите да видам. Немав обичај да отварам да гледам кој ми пишува, само ги читав коментарите и си тагував. Баш отворив да видам, коментарите ги имаја напишано постари господи. Значи, такви лоши коментари, мајка ти се срами од тебе, па види се како изгледаш, на шо личиш, беа напишани од постари господи. И сите тие постари господи и јас си дадов за право да ги објавам на Инстаграм и ги ставив на стори. Еве да видите кој ги пишува коментарите. Зошто?
Со што јас тебе те поттикнав ти да зборуваш така за мене, значи А повторно ќе се вратиме на тоа, не ме познаваш. не ме лично. познаваш, не ја знаеш мојата судбина. Си прочитал нешто. Зошто е А напишано имаш и тоа? деца и тие деца ти ги воспитуваш. Точно на како сликите избор, беа така, со значи- со фамилија, со внучина. Да, и ти замисли она како влие на тоа Еде младо така. дете. И јас кога нареден пат отворив да видам дали има уште некој коментар, едно 80% беа избришани. Значи видел некој од нивната фамилија и рекол мајко бре зошто си пишала или татко или било како. Зошто да лечиме фрустрации на некој кој што се труди да направи нешто во болест, тоа е животот? болест. Не разбирам. Ја толку Квалификува можете и добро ова што си го направила, затоа што зашто па ти да трпиш некоја те Ама немам малтретира, веќе точно. сила, ме разбираш. Јас толку години се борам уствари сама со себе и сега сваќам дека со кој се борам и за кој се борам. И на крај ќе сватиш дека тие луѓе се навистина безвредни, не заслужуваат никакво внимание, но ете штета е што нивното Влијае на нас. влијание на нас се одликува, затоа што нели негативните вести колку и да не се точни, се шират побрзо Луѓе сме од ќе да позитивните и луѓето едва е чека да се случи некој негативен Да. траж, па не знам да направиш не знам како хит да направиш. Колку добра песна или нешто најубаво во животот. Тоа јас сум направил социјални експерименти, не знам дали верувате. Свесно сум никој, правил кажи никој социјални да верува. експерименти на моите профили, имам на Facebook имам доста следачи. И сум видел дека луѓето никогаш не ти се радуваат на позитивна Да. работа. Да. Че баш за време на короната возам фиќо, од еден мој комшија беше фиќото, не ни беше мој, викам дај да свртаме круг и ќе се стимам као, еве се поднови, викам јас со едно фиќо, ти знаеш какви коментари. Или одам, уште едно, одам во село кај мене во Кичево, кај што работа татко ми и мајка ми, ја не се стравам, од таму сум излегол и секогаш кога можам им помагам. Ја земам лопатата и се сликам со лопата. И види какви коментари. Ова за време на короната. Е така, тебе ти е Така тука ви треба. местото, тебе ти е само за лопата, што мислеше ти кога земаше толку пари на свадба. Да. Јас не сум ти ги зел со сила, бе, човеко. Ти А и не се му ги на него веројатно си зел ме него он збори за понудил некоја таму мене, друга свадба. ама. Јас да ја зубавам твојата веселба без разлика. Јас сум ти дал одредена цена како ти одиш во Тобако и викаш дај ми цигари и плаќаш. И си ги земаш цигарите да ги конзумираш. Пример ги зедов. Јас ти одредувам мојата цена која што сметам дека е коректна според она што мислам дека вредам. Ако ја прифатиш ти, окей, ако не повторно, окей. На никој ништо не сме му зеле Да, со На сила сила. никого не терат. Да. или као бакшиш толку зедве. Кој ти го бара бе бакшиш? Јас сум платен за таа работа. И денар да нема, јас максимумот ќе го дам и појко максимумот Точно. од себе. Но луѓето, еве, сега да видите како е, ти заслужуваш за лопата, тебе не ти треба ова, за фиќо и фиќо е многу за тебе. Замисли, луѓето колку се радуваат на твојата во тој експеримент Да. наводна пропаст. Луѓето се радуваат на твојот неуспех, а па одредена категорија на луѓе сакаат да те сожалуваат. Луѓето го гледаат кај тебе она што сакаат тие да го видат, а не тоа што си ти. Тоа е како приказната со пчелата и со мувата. Сигурно ја знаеш. Не знам. Затоа Ја штурецот и мравката и да оставам го кажам. Тоа е стара приказна. Една мува ќе пуштиш во ливада, огромна ливада со цветови, таа со сати ќе лета додека не најде некоја на измет. на да измет, отиде. а додека пчелата да ја пуштиш исто така во огромна ливада со измет, таа ќе лета со сати се додека не најде еден цвет Ме и свија. ќе застане Да, на тој да. цвет. Што Да. значи тоа? Бидете пчела, немој да бидете Мува. мува. И уште една поучна, ова мислам дека еден будистички како ги вика монах, го читав, вика доколку еден човек ти носи поклон, а ти не го прифатиш поклонот, кај ќе остане поклонот? Кај тој човек што ти го носи поклонот. Така и со омразата. Доколку човек сака да ти донесе омраза, не му ја прифаќај. Уф, колку Ако не почнува. ја прифатиш, таа ќе Пацене, остане. просветли, Ова не беше смири, добро. ова Таа ќе остане кај Ова него. беше добро, одлично. Мислам дека сме тамани спремни за прашањава да ги извртиме. Имаме прашање од публика. Партнерот, овие прашања не се поврзани со темата, ама ова се да помогнеме да видиме наше мислење. Јас не мора да се Спасен? завртам. Не мора, ќе јас го ќе ти прочитаме. читам, виж да не се секираш. Или ако сакаш Адријана, Не, водителке, слободно читай. да си прочита. Партнерот ме праша со колку мажи сум била пред него, дали е тоа во ред?
Ти си машка, ајде пресечи Според мене. бразот. Да. Баш ме Ова се интересира кажуваме твое наши- размислување. Да, наши- овде имаме споделуваме искуства. Наши мислења. Океј, јас ќе го кажам моето мислење, но потенцирам не мора да значи дека сум во право. Ова е само мое мислење. Не знаеме. Јас кога ќе запознам одредена партнерка и кога ќе се заљубам во неја, се што е позади неја не ме интересира. Мене ме интересира од моментот кога е со мене, па натака да биде онака како што ја замислувам и како што сакам. Да биде верна, да биде честна, да ги има моите слични нели вкусови, размислувања, разбирање, кохезија и така натаму. Тоа што било позади неја не ме интересира затоа што јас не сум бил во незиниот дел од незиниот живот кога таа го правела тоа. Но од моментот, од денеси со мене, сакам да биде со мене. Тоа е Не моето сум имала размислување. партнер во живот да ме праша со Јас сум имала. Не сум имала Јас никогаш. сум имала и толку, значи најглупавото прашање што ги имам чуено во животот. Со колку си спиела пред мене? Па со ниеден. Да бе, на Не дрво сум спиев, не растена. заспав. Од дрво не, се не, симна не, стварно не е во ред, мислам. Минатото не, си е Повторно минато. кога кажем она, не знаеш кој ни што се поминал во својот живот или поради кои причини тоа го поминал. Сега гледав од некој филм, нов филм го има баш на Netflix, не знам како се викаше, ќе ви го препорачам на сите, ќе го научам наслов. го препорачам, али не знам како се вика. Ќе го најде. Многу поучен филм, само на кратко имаме време да го Да, обяснам слободно кажи. за минутка и пол. Влагаме Имаме. од црвена зона, ама ајде. Се работи за една ова 1890 така нешто година, во коубојското време нели во дивиот запад, еден бар со проститутки, тие нели ги знаете овие по тие Америките, и влегува многу убава проститутка, Сексуална работничка. Сега поново се сексуална работничка. Да не кажеме инфлуенсерка. Сексуална. Но таа иднината знаеш какви е. Таа се раѓа тука во тој бар и поради спет на околности незината мајка ја убиваат и таа останува тука да живее, нема кај да оди. Кога навршува веќе 17 години, почнуваат да ја експлоатираат и незе. Тоа не го сака во ниту еден случај. Но веќе ја бие такво име, но прекрасна. Ангел, само што не ги гледаш крилјата. Се заљубува еден многу убав дечко, еден многу чесен, многу поштен работник и така натаму. Плајка за термин за кај неја, оди само да ја гледа и тој сат кој што го плаќа само ја гледа. Го троши цело богатство на неја. Сите му се чудат, вика немој бе, таа проститутка е. Не вика таа не е проститутка. Животот ја натера да биде тоа. Да резимираме на крај. Ја грабнува од таму, си ја зема за жена му, раѓа деца, имаат најсреќен брак и таа станува најчесна и најдобра домајкинка, да кажам. Добро, во тоа веќе семејство. другото преку глава и дошло, нормално ќе биде домаќинка сега. Знаеш дека очекувам да кажеш мако Ама не не зашим. значи, исто така сексуална работничка, Сакам ама да ти вика кажам- најголема домаќинка си Е, селот. па. Па мене од таа другата работа преку глава ми е Да, веќе. да, сакам домаќинка, Дека не да. знаеме животот во контекст на тоа колку мажи си имала пред тоа со Не, прашањето, јасно. не може да знаеш какви проблеми или каков животен пат имал и на се што бил приморан или подготвен. Мене ми е мило што веќе не постојат мажи за да што го осудуваш, но ќе поставуваат такви повторам, од прашања. овој момент кога јас те грабнувам да си со мене твоето минато не ме интересира, мене ме интересира ти да бидеш пристојна и да се однесуваш според оние 10 Божји заповеди од моментот кога си со мене па надале. Океј, следно прашање. Како да знам дали сме сексуално компатибилни со партнерот? Одговори ти. Сексот е многу важен Добро. во врска. Значи, никој кој ќе ми рече сексот не е се, му речам не треска и глупости. Така. Значи, важно е да се сакате, да се почитувате, меѓутоа и водењето љубов е едно според мене. Значи, јас ти кажувам, мене што ми битно од најважните работи во врска. Ако не сум јас сексуално компатибилна со партнер, тоа значи дека не можеш да доживееш врв на задоволство, не ти е убаво, го правиш тоа како врска, го правиш само заради деца да направите или не знам, ради икс причини, тогаш тоа не е во ред. Значи не е во ред. Тоа се сака да кажеш. Ако не знаеш, сега ќе го поштиме, пат се суте пат зборење, ние ред не може да дојдеме. Ајде, една емисија сум тука кај вас, вие ќе имате можност да говорите, да говорите многу пат. Ако ти треба да се запршаш дали си сексуално компатибилен со партнерот, значи не си. Ако се запршам дали сум, значи не сум. Тоа се знае, според мене. Повели пат. Во една книга пишуваше бракот е социјален интерес. Карл Маркс. Добре. И сега треба да направиме разлика.
љубов и страст. Са не знам колку можам да видам вулгарен во емисија. Подкастот може да бидеш Ја го вулгарен отворите. колку што сакаш. Кога се работи за страст или за олеснување или изфрлање на тие сексуални емоции, можеш да поеш со не знам каква девојка во тој момент во тоалет за 5 минутки и тоа е страст, тоа не е љубов. Додека со љубов која што навистина ја сакаш, ја чувствуваш, според мене, доколку не се гушкаш во кревет сат, 2, 3, да се гушкаш, да се топлиш, да ја чувствуваш незината енергија, да и го чувствуваш срцето, да уживаш во незиниот мирис на кожата природна, без парфеми. Ама чекај сега. Не може да имаш секс. Ама чекај пат. Тоа според мене. Чекај па. Стој. А за страст Значи, сексуално нема- олеснување. Не може така, не. Чекај малку. Знаеш како е за машките? Замисли сега Какви ја сати 2 сега сати, замисли? 2 сати успавна Знаеш, само да се гушкам со партнерот и ние Страшно. да се миришаме кој како кожата му Добри, мириша. после тоа ќе си страшно. дојде Каква само. компактибилност? Па тоа е љубов. Не, Со партнер. Не. сум компактибилна за гушкање Ако со не, некој. доколку Да. не можеш тоа да го правиш 2 сати, па како би издржала во креве со сопругот 50 години во брак? Ама ја не ќе со супругот 2 сати да се гушкаме. Ја немам 2 сати. Па има цела ноќ. Работа ми треба да се наспијам тие деца, треба да се изчистят. Па ти 2 сати спи. ќе се гушкаме. Онда ти спи, Дали тој сте иде. вие нормални луѓе? Тој ќе види дали е компактибилен. Ќе одговориш ти на Не, прашањето? само ве слушав добро. Јас повторно ќе го споредам тоа со емоција. За мене во животот е се љубов и емоција. Господ е љубов, Господ не створил да љубиме. И се е поврзано со љубов. Со љубов. Ако сакам јас страст, не ми ни треба и да се емотивно и сексуално испразнам, не ми ни треба некојаш партнерка, ќе си појдам во WC, пуштам порку и ама готово, ќе се завршам и исто и Кога женските. сте право компактибилни, имаш и страст и љубов. Имаме и следно прашање. Сега да видиме на ова. Партнерот сака да живееме заедно пред брак, нешто како тест период, а јас мислам дека нема потреба. И јас вака ќе одговорам. Ајде. Ова беше која спремна сум за прашањето. Затоа Господ ја пред брак имаме веритба, така? Добре. Имаме тоа и грейс период да видиме дали си одговараме или не. Во тој период е дозволено да се живее заедно, мада сега границите се померени, сега веќе не се знае што е правилно, што не, меѓутоа живеењето пред брак со партнерот мислам дека точно ќе ти покаже дали ти треба да го направиш тој чекор да се ветиш пред Бога дека сте еден за друг и дека само смртта ќе ве раздели. Точно ќе знаеш во тој период дали тебе ти одговара што тој пред да легне во кревет ги фрла чорапите или ги остава лиштата. Точно ќе знаеш дали тој брак ќе трае. Сепак врската си е врска во Но врска. може да има и контраефект тоа. Живењето. Не, Ама таман ќе знаеш дали сте не треба долг период. Не треба, колку треба за да видиш човек дали Океј, ти одговара. живењето или не мора во буквална смисла да значи дека ти ќе по 24 сати во исти стани така надаму. Тоа е дел може да си во 3, 4, 5 години во врска пред да стапиш во официјален брак. И тоа е дел од заедничко живење. Заедно се Не, дружите, не, заедно не, се- не. заедно Не споделувате мислам моменти, така. одите на одмор. Мајка ми го разменувате дадено мислења. советот и ми има кажано: маж во врска е еден, Точно. како вереник е друг, како супруг е трет. Живење заедничко обавезно за да видиш дали си одговарате. Точно. И јас така А сметам. ја од мене ќе додадам, сакам да видам може лепи мрсоли под маса. Како ќе знам ако не живееме заедно? тоа кажав Кој јас. што чорапи беше? Тоа кажав. Секој Ја човек морам има да видам. мани. Доколку Има на потреба. човек си подготвена да му ги прифатиш оние минорни мани, тогаш може да живее со него. Секој има мани. Ама затоа И јас викаме, имам мани, има знам потреба- да ја фрлам чорапите и така натаму, но има мани кои што се минорни, низ кои што може да се прогледа. Ама дали Види, си согласуваш не. дека има потреба да живеат заедно Точно, пред брак? за да Има, но видиш не дали мора ти буквално, смета. може и делумно да живеете заедно. Не ти мора го- постојано Не, да јас си. сметам дека е во ред. Дека е во ред и Дека е дека во треба ред, да дека живеат. треба да се Овде живее. те победивме, баце. Да, Не, 2:1. 2:1. Јас само повторно ќе кажам, не значи дека сум управо, но тоа е моје Не, овде споделуваме мислење, никој Да, не е да, во право, секој свој, секој да. си е И не индивидуа за наметнуваме себе. мислења, И види, само го даваме нашето Види, мислење, Спасен. гледачите нека ова пресудат. е во глобала, во овие 4 подкасти што ги имаме снимено, јас и таа прв пат да се сложиме во нешто така да... Уживење. Маче! Добре си Тоа ти е Мислам како дека некој сум- грейс период, тест период, па ти така ако живееш по година две со секој, па нема да го, па уште 2-3 со секој, ќе помине времето за мажачка. Е добре Па да некојаш шо. мора да ризикуваш. Да. Е шо?
кој кај му е среќата? Па са. Што има битно не живееш сам, не си Многу е остана. битно да имате хемијата, с хемијата верувај. Спаца е влага Аше му да ми- црвена. Ја не можам да ги одговориме Хемијата прашања. секогаш се чувствува верување личност која што е створена за тебе. И за тоа имам теолошки одговор. Во Библијата се пишува, немаме време да не звучам као некој проповедник, но А ја не религиозна уопште. Као се не дека погоди. јас сум грешник, не дека сум некој религиозен, но читам и знам што е добро. Иако тоа можеби во одредени моменти не го практикувам, но знам што е добро и затоа она што сметаме дека е добро мора тоа да го истакнеме за другите оние кои што го слушаат. Иако по наша вина или можеби не се кајки и ние не го практикуваме. Тоа. Добре. За жал. За жал, да. Да. Мислам дека сум влюбена во двајца истовремено и ми треба совет. Јас. После сакам и јас. Ајде. Види, ако ти било добро со првиот, немало да се влюбиш во втор. Па исто да сакав да го кажам. Ете така. Спасам. Значи, нешто фали. Да бидам искрен, не сум бил до сега во две влюбен, да речем. И немам одговор на тоа, затоа што не сум го почувствувал тоа чувство и небулозно е да одговарам на ова прашање, бидејќи стварно не знам што да дам. Маче, и за ова се И како сложив совет. со тебе. Ако се мислиш Добри меѓу сме. двајца, не го сакаш ни еден Добри сме. Гледаш на никој работи. Има види. нешто во бојата дека Ами сепак можеби ќе надобрзам, не е таа искрена љубов. Не можеш во двајца да се влюбиш. Точно, па искрено. тоа го реков Во ние. срцето има место секогаш само за еден, да ме верувате. Па... Не. Види, во срцето стварно има место само за еден, меѓутоа не значи дека во животот сакаш само еднаш. Не, апсолутно. Значи, Но откога ќе го isврлиш првиот од срцето, па Да може дојде трошки вториот. дојде вториот. затвори ја едната врата за да се отвори друга. Ред по ред. Ете Во така. врска сум со оженет човек, дали да ја прекинам афирата или да продолжам да го слушам срцето. За ова сум толку против да се Против. мешаш во фамилија, што е свето нешто. Врски со дечкото доволно е девојка да има, не сакам да слушнам за него. Значи мене дечко што е во врска ја го гледам ко дрво. Не можам да го гледам ко дечко, Ко ма дрво. разбираш. Не ќе да растурам врски, не ќе да се мешам во бракови никогаш и според мене тоа најлошото нешто што може да го направиш. И никој кој ми рече срцето не бира, апсолутно бира. Ти за да се заљубиш во некој треба време да поминуваш со тој човек, со таа жена. Ако знаеш дека он е во брак или припаѓа на друга, зошто дозволуваш да поминеш толку време со него да се заљубиш? Јас сум строга Да на ова, кажам не, слободно. Се изнервирам од Апсолутно прашањето. не треба да се слуша срцето. Јас сум секогаш за тоа да се најде компромис и споразум внатре во семејството пред се, за да се зачува бракот, но во овој временски период, во овој брз начин на живот, модерно време, напредна технологија, движење и така натаму, гледаме самите колку последици има и колку нарушени бракови. Па некојаш треба се запрашате како му и на некој во бракот. Да. Ама нека си го реши он тоа. Се сложувам со тоа, Не треба друга да му го реши тоа што ќе најде нова партнерка. Така, но Ако него му е тешко, сакам да бракот кажам може- дека може да се залюби некој или некоја или некој во одреден кој што е во брак затоа што можеби тој не е исполнет до одреден степен, па бара Дополнување. Не викам дека не треба тие што брак да најдат. Ама расчисти ти биди на Сепак чисто. сум, да не бидам погрешно барај. разбран, бракот е институција, бракот е од Бога, себи треба да се направи, да се одржи, но има моменти, имаме различни ситуации, затоа многу кратко е времето, добре. можам да ви Да, наведам долго е многу примери моментот, кратко е времето. каде што има злоупотреба, малтретирање, некогаш е подобро среќен развод отколку лош Не брак. знам. И со спасен заслужи. Замисли денес се сложи со Денес некој. ми е до буите, Има нешто сме. Супер. Адрианче, остана нешто што сакаш да кажеш да заокружуваме? Да се вратиме на темата булинг. Булинг нели беше за Да, врсничко да. насилство? Не, Поверно, само не. сакам како порака на луѓето повеќе да се сакаат себе си, повеќе да шират љубов него омраза, затоа што сепак животот е многу краток. И да го трошиме со таква негативна енергија, уствари тоа лутење си правиме само на себе штета. Со тоа исмејување на тугите животи или плукање по некој, уствари искажуваме своја фрустрација која стварно не е потребно. Носи си ги своите чевли, гази си го својот пат, мислам дека секој си ја носи својата торба на своето рамо. Кога Александар Македонски го прашал Диоген, кажи ми која желба да ти е исполнал,
што сакаш да ти дадам и овој му вика тоа што сакам не можеш. Можам, викам јас сум крал на светот, не можеш. Што е тоа? Време. Сакам да ми даеш време. Што е поентата? Времето е најскапоцено на свет. Времето поминати со радост, со љубов, со среќа, тоа ќе се памети, ќе остави траг за секогаш. Затоа и моја препорака, не губете во вашето време, бидејќи темата ја начнавме на тој начин, во ширење на омраза, фрустрации, негативности, трачарење, оговарање за она кое што на вас нема да ви влие во вашиот живот. Тоа е само трошење време. Посветете се самите на себе. Убаво е, Ајнштајн вика, погледни во звездите и никогаш не престанувај да поставуваш прашања. Затоа што онај кој што поставува прашања добива секогаш и одговори. Одговорите се е измислено, одговорите постојат, но тие се некаде горе, некои го нарекуваат Бог, некои го нарекуваат центар на космосот и така натаму. Ние преку нашиот мозок, за кој што вика Никола Тесла дека меморијата не е во мозокот, туку мозокот е само еден примател на сите оние информации кои што се во космосот. Преку нашиот мозок ги примаме ние тие информации и сите наши желби и идеи и фантазии, нормално фантазии говориме за оние кои што се остварливи, со наша упорност секогаш ќе се остварат. Некој вика, размислувај го тоа што го сакаш, размислувај го, имај ги тие желби и може би покасно, но сепак космосот ќе ти ги даде. Рефлектирај. Ќе ги рефлектира тие желби. Така да, драги мои, не трошете време по злоба, коментари и така. Ако некој го сака да е вистински слободно, може лично ако е близок или во инбокс, во порака, да му даете некоја си критика во негов интерес, но објективна критика која што може да помогне и во развојот на кариерата на тој човек, а и на вас лично како индивидуалец може би. Јас само ќе кажам, караванот си врви, кучињата си лајаат. Тебе ти е се имам твојата самодоверба. Ја да направам пари да си ја купам јахтата и кој што ви кажав, горе со хеликоптерот кој ќе ве долетам на јахтата и од трети кат ќе ги читаме заедно коментарите. Во животот ти е потребен само еден кревет, затоа што во куќа со 10 станови не можеш да спиеш во секоја соба. Убаво ти го кажа и ова, сега мислиме, ти дали ти требате? Фала ви, дички, отинили нема водители. Значи имате желби, извини, сакав желбите треба да ги насочиме на нематеријални работи. Има работи кои што јахта да се купува со пари. Ако ќе те викнам и тебе на јахтата. Не, ова е подобро да плачам во Ферари него во југо. Извини, Паце. Ќе те викнам Паце на јахтата и тебе. Ова е веќе друга тема, долга и широка. И се сегираш, ама ќе те викнам. Фала Паце што дојде стварно. Фала ти, Спаси. Често задоволство. Беше задоволство, а жал ми е што овој подкаст не траеше барем 3 сати. Нели, има што да се каже, баш пулката е топ. Ама ќе поделиме може пак уште еднаш ќе продолжиме. Се надевам добри мислења. Така е. Јас ќе се извинам доколку нешто некоректно или можеби претерано се изјаснивне или гласно размислувавне, но сепак ова е само наше индивидуално мислење, ние не наметнуваме став на никој. Ти птин се браниш, круз си травматизиран од тие коментари. Гледачи треба самите да одлучат. Не се брани, само сум внимателен, не сакам никој да навредам. Не, ворете тоа што го прави. Стварно не е ворет, не е поентата ние да ги навредиме нашите гледачи или слушатели или било кој. Ниту да наметнеме мислење. Што да прават и како да прават. Ширете љубов. Така е. Ајмо, дечки, идемо на кафе. Идемо на кафе. Ајде. Thank you.